Дейвид Бекам по 20 години професионален фудбал одлучи да стави крај на својата богата кариера. 38 годишниот Бекам стана спортска икона во светскиот фудбал, беше капетен на англиската репрезентација за која одигра 115 надпревари и стана единствениот англиски фудбалер кој освои шампионска титула во 4 различни земји. Чувствувам дека ова е вистинскиот момент да ја завршам кариерата играјќи на највисоко ниво. Во својата богата кариера Бекам играше за најголемите европски клубови како Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Милан, а настапуваше и за американскиот LA Galaxy со кого освои 2 титули. Одигра 712 надпревари во кариерата, постигна 129 гола, освои 6 шампионски трофеи во Премиер лигата, 2 FA купа и 1 титула во Лигата на шампионите со Манчестер Юнайтед. Кариерата ја заврши во Пари Сен-Жермен со која ја освои шампионската титула во Франција. Шпанецот Давид Вилја се наоѓа пред трансфер во Премиер лига со Тотенхем. Извори блиски до Вилја недостасуваат уште само неколку детали да се договорат за шпанецот од ова лето да се пресели во Лондон. Тотенхем е поотвен да му понуди 110.000 фунти неделна плата, како и да ја плати на Барселона 10 милиони фунти за Вилја. Тој не би бил единствен напаѓач кој тренерот Андре Вилјаш Боаш би сакал да го види во својот тим, а како желби на португалецот се споменуваат и Дамјао и Бентеке. Евентуалното доаѓање во клубот на Вилја ќе значи сигурно заменување на Герет Бейл, за кого најголем интерес покажа Реал Мадрид. Раководството на Јувентус и Антонио Конте постигнаа договор со кој стратегот ќе остане во Торино до 2016 година. Синокешниот состанок траел цели 3 часа. Во прашање бил договорот околу гаранциите кои Конте ги барал од клубот за да остане во Торино. Откако Анјели ги изнесол своите ставови, Конте се согласил за нов договор според кој годишната плата ќе му биде 5 милиони евра. Претходно Конте барал гаранции за квалитетни заселувања, барал да се примени англискиот модел според кој тренерот и е менаџер на тимот, односно одлучува за заселувањата и продажбата на фудбалерите. Конте инсистирал на 3 заселувања на кои клубот му дал гаранции дека ќе се обиде да ги донесе во Торино, а тоа се Гонзало Игуаин, Стеван Јоветич и Александро Диаманти. Покрај заселувањето на нападот, Конте побарал и заселување на бековските позиции, а на листата се наоѓаат Коларов од Манчестер Сити и Пишчек од Борусија Дортмунд. Британскиот тенисер Енди Мареј најверојатно нема да може да игра на вториот тениски Гранд Слем турнир во сезоната Ролан Гарос. Мареј поради повреда на грбот го предаде мечот од второто коло на мастерствот во Рим. Вториот светски рекет при резултат 1:1 во сетови мораше да се откаже од понатамошниот дуел со Марсел Гранолерс. Мареј во средата наполни 26 години, а интересно и во 2007 година на денот на роденденот поради повреда го предаде мечот тогаш на Филип Воландри. Доколку Енди не се појави на Ролан Гарос, тогаш Надал сигурно ќе биде меѓу првите четворица носители, што значи дека со Џоковиќ или со Федерер нема да може да се сретне пред полуфиналето.